И кој е крив што сме на вакво дередже? И во 92-ра јас му реков на Бане, ај да се бориме за името, а на мене ми рече, не се зезај, слушај од Денко, менјај име у фиром, шухери е држава, ако неа бе власт. Ма не лупај, стари. Ја ти реков Македонија или смрт, а ти на мене... Мал си ти, Бане, да разбереш, грците се јаки, мора да им оде по газот, као на Белград, за тоа што стално сме оделе по газот. А овој Перо, наместо да ме подржи, ми рече: Не беше така. Јас се исплашив од овој со брадава, бидејќи ми рече едноставно, нели, менјајте име, да не се налутам и едноставно, нели, кршам кичми. Едноставно, нели, тешки лаги, кога сите знаат дека стариот рече. И Лазар ми рече на мене, или фиром, или силом. А Бане едноставно нели рече: така е, стари, после СФР најслично е фиром. Граѓани на Република Македонија, дојде време за 5 времени избори. Вие добро знаете дека еден ви е изборот. Ние сме сериозни луѓе за сериозни времења. За Македонија заедно. Да бе, краде наши слогани. Зошто крадеш наши слогани, бе? Некои прашања не заслужуваат одговор. Се кати ноќта црна, се рути карпав мрак, фабрики спинои пеат, ќе ни сотре име враг. На кантар студен со тучи ја мерат, а можат ли да ја измерат нивната глупост, нивниот јад? Роди се човек, македонец биди. Роди се човек, северно македонец умри. Скотови цел живот работат за туѓи бели дворови. За туѓи бели дворови ни копаат црни гробови. Јас сум Коста Солев Рацин, а ако смениш име за кое јас пишував и умрев, ти си идиот. 19 часот и 2 минути и 3 минути. Ја следите емисијата на Македонски корени со вашите домаќини Бети и Јон Треновски. Ова што пред малку го слушнавте и видовте е од сатиричната, односно хумористичната серија Еднооки. Се прашувате сега од каде и зошто Еднооки баш на македонски корени. Нема да ве држиме во неизвестност и веднаш ќе ви го откриеме одговорот. Почитувани, креаторот на Еднооки е господинот Борис Дамовски, а вечерашниот наш и ваш гостин, но причината за неговото гостување не е Еднооки, туку нешто друго. Господинот Борис Дамовски е еден од организаторите, односно еден од лидерите на протестите за заедничка Македонија. Дамовски во последниве 3-4 години живее во два света. Во едниот свет, оној помалиот, во кој го сметаат за терорист, а во кој Дамовски, опростете, ни на сон не сака да биде таму. Другиот свет, во кој Дамовски припаѓа, е оној свет во кој што го рачунаат и го доживуваат како херој, односно го доживуваат за уставобранител. Свет во кој припаѓа и самиот Дамовски и со задоволство го прифаќа. Во овие моменти го покануваме уставобранителот Борис Дамовски да ни се придружи во студиото на Македонски корени. Се надеваме дека нема да имаме проблем. Ево,
Имаме малку фидбек, господин Дамовски. Добро ви утро и добри не дојдовте на Македонски корени. Добро ве најдов. Добро ви утро, господине Дамовски, од мене и ви Добро ви благодариме вечер. што не удостоевте да бидете заедно со нас, но и со сите наши слушатели, стрпливи слушатели, Facebook пријатели и следбеници на Македонски корени. Господине Дамовски, и покрај тоа што видовме и слушнавме мал дел од Еднооки, главната цел и темите ќе бидат поврзани со заедничка Македонија, како што и најавивме. Ќе го говориме почетокот, за текот и за кулминацијата на 27 април 2017, но и за Голготата после тоа. Се надеваме дека ќе имаме плодна дискусија и ќе го задржиме вниманието на нашите ценети слушатели и гледачи. На самиот почеток сакам да разјасниме една дилема. Во јавноста се зборуваше, а и сега се зборува, дека иницијативата на заедничка Македонија и самите протести биле токму организирани од ВМРО ДПМНЕ, опозицијската партија. Колку има точно во сето тоа, како и од кого започна иницијативата за формирање на граѓанското здружение за заедничка Македонија? Со Богдан Илиевски, еден од коорганизаторите и водачите на тоа движење, ги правевме протестите 2008 година, кои беа на плоштадот Пела, и имавме предходно искуство во сличен тип на настани. Тој беше многу успешен, 25.000 луѓе според проценките на полицијата беа собрани, крена многу аларми што во земјата, што во странство. И кога дојде времето 2017, пак се самоорганизиравме заедно со сите други основачи, да речеме, на тоа движење. И ја спроведовме иницијативата. Што се однесува до ВМРО, покрај тоа што имаше интерес, што идеолошки, а што и практичен, во самата идеја, голема логистика добивавме од УМС на ВМРО, затоа што таков настан не може да се организира само од 6 души. И нормално и од други волонтери, не партиски, дури и не политизирани. Колку што во секое NGO, тоест невладина организација, има идеолошка потка, толку имаше и кај нас. За заедничка Македонија беше можеби една од ретките неполитички организации која успеа да поведе толкав голем број на протестанти, но сепак ви ставија привезок, како што и вие самите рековте, дека ВМРО ДПМНЕ стои зад сета таа идеја. На кого му пречеше за заедничка Македонија, како успеа на една таква позитивна енергија да фрлат црна дамка и да ви го скршат духот, не само на вас како организатори, туку и на сивот народ кој беше заедно со вас и ве поддржуваше во намерата која што сакавте да направите? Нашиот дух не е скршен, нашата намера е скршена. А што се однесува на тоа кому тоа му пречело, треба да ги видиме профитерите од денешни, од кои произлегува што политички, што економски, што не знам какви ќарови све произлегува од тоа, меѓутоа тие ни се повеќе од очигледни. На политичко ниво и на бизнес ниво имаме профитери кои што се збогатија од тие настани. Тоест, баш поради тоа кршењето на духот на народот и општата апатија која што завладеа после настаните од 27.
Господине Дамовски, вакви слични протести имаше и на 27 февруари во 2008 година. На тие протести имаше околу 25.000 учесници. Тогаш Да. причината беше промената на нашето историско, исконско име на Македонија. На протестите кои ги организиравте за заедничка Македонија имаше преку 200.000 учесници. Која беше иницијативата, иницијативната каписла за едно вакво масовно, само иницијативно здружување за заедничка Македонија, кое не се памети во поновата македонска историја? Овде мислам на бројноста и на времетраењето на овие протести. Па, целата замисла беше да се стимулираат сите родолюбиви сегменти на македонското општество. И тоа не успеа. Пред се, затоа што немаше партиска лепенка на сето тоа движење. Ние тоа го покреновме, претежно бевме уметници, да речеме, во организационот одбор. Од покојна Мисиркова, преку Дурловски, мене, Богдан Илиевски, нормално. Сето тоа беше поттик за народот да види дека може да се сака земјата, а тоа да не биде поврзано со партија. И ден денеска членови на СДСМ се големи патриоти, кои што се во сериозна дефанзива во моментот. Нас не успеа да го покренеме исто така неопределениот гласач, да наречем. И сето тоа се должи пред се на чистината на идејата, на начинот на кој тоа беше спроведувано. Ова беше и сосема нов вид на протест. Тоест, протестите траја секојдневно по 1 час. За разлика од другите кои кампува пред влада, па блокира сообраќај со месеци и така натаму. Имавме веројатно нашиот пристап се синхронизира со размислувањето на општото размислување на општеството и затоа имаше толков успех. Протестите траја повеќе од 75 дена, ми се чини, а кулминира на 60-тиот ден, поточно на 27 април 2017, кога толпата влезе во Македонското собрание. Дали ќе сакате да ни го опишете тој ден во кратки црти, она што се сеќавате во овие моменти, од моментот кога се собира луѓето, па се до моментот кога влегувавте во собранието? Дали имавте некаква посебно чувство, некакво си страв од толкава голема толпа дека ќе стане нешто, дека тој ден ќе биде поразличен од претходните 59 дена? Денот го поставме вообичаено, без никакви очекувања. Меѓутоа, кога доаѓа силите за случувањето натре во собранието, се почувствува некоја напнатост во масата и извици на задоволство, повици на влегување во собранието. Меѓутоа, тоа беше добро контролирано од наша страна, кој што бевме во тој момент на бината од страна на Богдан и моја. Ние повикувавме за мир, да не се презема ништо. Меѓутоа, во еден момент се сеќавам на маскираните, а тоа се, како да ви кажам, провокаторски елементи, најверојатно тие што го планираат тој настан, како се привлекуваат покрај фасадата на собранието и почнуваат да се обидуваат да влезат во собранието. Ние сето тоа го гледавме од таа импровизирана мала бина и ги викавме да не наседнуваат на тоа. Во тие моменти на вистина не беше јасно што се случува. Сега тоа се флешови кои доаѓаат и во меморијата. Повеќе се
импресии сликовни, отколку што на вистина не знаевме што се случува. Никој немаше поим. Во моментот кога ознатре прославениот Буковски ја тргна бариерата, ја отвори вратата, народот полета внатре. Јас влегов внатре, чувствувајќи одговорност за настаните и моето дејствување внатре во собраниската сала беше се во правец на продолжување на идеите кои ги пласиравме за време на протестите, а тоа е да се повторат изборите, на кои што имаше јасни резултати кои беа толку жестоко оспорувани и Уставниот суд да си ја преземе ингеренцијата. Требаше да помогне и председателот, меѓутоа знаеме како тоа искочи со гаранциите. Така што навистина внатре во собраниската сала немаше маскирани. Тоест имаше, па ги вадеа маските, па некои пак ги става, само доаѓа информации што се случува во прес-центарот, каде што тие насилија зема место и стигаа само информации за претепувањето на села. И тогаш ми беше јасно дека се изгубена е контролата врз масата и нас ни беше многу жал што тоа движење така ескалираше. Ниту трунка насилие не ни беше ни на крајна памет да биде дел од таквите протести. На крај тоа се покажа и на судењето произлегува некои ликови кои 15.000 пати менуваа искази као нинџа. Тоа се ликови од подземјето, чудно врзани со политиката, чудно поддржани исто така од политиката, нинџа со ум на четврто оделенец, беше почестен агент на ДБК. Тоа го кажуваш и нас, што беше абсурдно. Така да, тој дел од секјавањата претежно се базираат на вџашеноста од случувањето што земаа просторот на тој ден. Се случи тоа што се случи, протестите продолжија и во наредните денови, се до средината на мај. Вие од иницијативниот одбор, но и дел од учесниците почнавте да се соочувате со неправдата или просто кажано започна вашата голгота. На нас, но и на дел од пошироката јавност ни е познато дека бевте во шутка извесен период, а потоа и еден период во куќен притвор. Кога точно започна хајката лично против вас и како? Опишете ја таа ваша голгота од моментот кога ви дојдоа да ве уапсат, па периодот кога бевте во притворот во затворот шутка, но и за време на куќниот притвор, иако е можно во пократки црти. Баш 2-3 дена пред да не апсат, давав интервју на, мислам дека беше на Само вистина, со некој соговорник там, каде што реков јавно дека новинарката запраша што очекувам од истрагата за настаните на 27. Викам, за овие 7 месеци никој не ме повика. Ни полиција, ни служби други на разговор за настаните. Едноставно, по 3-4 дена почнаа апсењата рано на сабајна.
тоа беше, што да ви кажам, неочекувано на таков начин, затоа што никој ниту се криеше, ниту беше во бегство, ниту беше повикан во обвинителство. Така што тоа беше огромен шок пред се за фамилијата. Ина беше целата во солзи. Мислам, јас ги очекував, но не би беше прв пат да се соочувам со репресија на систем државен. Уште од деновите кога студирав во Соединетите Американски држави, кога се враќа во Југославија тогашно, обавезно ме викаа во полиција за да се распрашуваат за емиграцијата, дали имам контакти и размислувам. Така што тоа беше тежок период, но пред се за моето семејство. Ина и Гораст, мојот постар син, и мојата сопруга преземаа најголемиот дел од логистичките работи, од, не знам, најбаналните носење задна паста во шутка до барање адвокати. Без нивна помош, тешко дека и ангажман, и грижа, тешко дека би поминал толку добро како што поминав. Колку што може таму да се биде. И пред се грижата за нивната жал ме одржа. Господине Дамовски, сега од оваа дистанца кога ги гледате, работите посмирено, се каете ли за она што го направивте или не се каете? Према вас, каде и кој погреши за да овие од власта го спроведат се она што е спротивно на она што вие од за заедничка Македонија го баравте на протестите? Пред се во коренот на репресијата која се изврши врз организаторите на заедничка Македонија лежи во непочитувањето на правото. Ако некој ги следеше нашите зборови, ако некој ги следеше нашите насоки, ние постојано повикувавме на почитување на законот, на уставот, на унитарноста и суверенитетот на оваа држава. Една од последните иницијативи пред 27 ние почнавме со размисла како да се самоорганизира народот и да ја тужи самата држава за непочитување на законите. Имавме интерес од повеќе на видни адвокати да го сториме тоа, затоа што тоа е огромен процес. Да се тужи држава е сериозен зафат. И тој легалистички пристап мислам дека е многу поблизок до народот, до мислењето на народот и граѓаните во Македонија, отколку било која идеологија. Било тоа да станува спор за лева или за десна. Господин Дамовски, во наредниве неколку прашања, веројатно ќе можат и пократки одговори да се добијат, за да можеме да ги завршиме. Имаме некаде уште 4 прашања, 5 можеби. Зависи од тоа како ќе се движиме. Меѓутоа, од она што ги знаеме прашањата, што сме ги подготвиле за денес, верувам дека можете и пократко да одговорите. Бети, сакаш да ја поставиш некој прашање? Да, господине Дамовски, во затворот во Шутка беа и дел од вашите колеги од иницијативниот одбор, но и некои од оние кои покасно беа искористени за промена на уставот, а со тоа и промена на историското наше име на Македонија. Имавте ли контакт со нив, господине Дамовски, дали се гледавте, бидејќи во исто време таму беа господинот Богдан Илиевски, кој е дел од иницијативниот и организацијски одбор на заедничка Македонија, но таму во тоа време, ако не се лажам, беше и господинот Крсто Муковски, еден од тие искористените, да не речам што.
Сите бевме во различни делови на затворот, меѓутоа чуварите ми кажаат дека Крсто Буковски беше 3-4 кели од кај нас и дека многу плачал и се жалал. За разлика од тестостеронска машкост што ја покажуваше на говорницата во собранието, искочи дека станува збор за навистина лабилен карактер. Меѓутоа тоа се затворски озборувања. Не би знаел да бидам. Не бив ја директно сведок да тоа. Пред известно време вештакот на одбраната на оние кои се во затвор обелодени дека омилениот нивен сведокот на судот Александар Василевски Нинџа не бил во седиштето на ВМРО ДПМНЕ кога како тоа тој што го тврдеше во судот. Како ќе го прокоментирате сето ова? Со која цел и зошто тој дал пред обвинителката Русковска таков лажен исказ дека пред упадот и за време на упадот бил во седиштето на ВМРО ДПМНЕ? Тој има историјатна. Пред се станува збор за криминогена, ако не и криминална личност, кој си има своја употреблива вредност. Ако алатката е слика на мајсторите, он беше во служба на ДБК, беше во цинкареше и своји колеги криминалци. Многу мина лежеа затвор поради неговите лажни изјави и години пред тоа. Така што тој е само една марионета, кој што како ќе го навијат тоа ќе каже. Така. Господин Адамовски, на еден од протестите, ми се чини тоа беше после упадот во собранието на 27 април, вие најавивте тужба против државата, за што спомнавте и предходно. Докаде сте со тужбата? Дали правниот тим се уште работи на тоа или времено се откажавте додека Заев и неговите се на власт? На 17 мај Богдан и јас дадовме представка до Уставниот суд да се преиспита изборот на собранието во 27. Значи тоа веќе пред 3 години и повеќе. И немаме никаков фидбек од таа страна. Господин Адамовски, како гледате на пратеникот на Левица, Димитар Пасиев, човекот кој беше во шарената револуција, која дивееше низ улиците на Скопје, уништувајќи се до што ќе дојде, дури и канцеларијата на тогашниот претседател Иванов, а сега седи удобно во клупите на Македонското собрание и изиграва патриот. Може ли човекот типот на Пасиев да биде патриот или ова е само негова одлична глума пред македонскиот народ и собирање на политички поени? Неколку паралели имам за јасни за ликови како него. Пред се треба да издвојам неговата идеологија. Левичарската идеологија, мене како либертаријанец, коренит либертаријанец, ми пречи. Тоа тие напластени слоеви на квази комунисти од типот не знам на Кардај да речем. Така што навистина идеолошки сме на сосема различни основи. Не е единствен кој што флип-флопира помеѓу левото и десното за било какви поени. Имаме таков преседан и во ликот и делото на Фрчковски, со кој многу мина го споредуваат. И тој беше вешт компилатор на мисли и флоскули и истото мислење го имам и за водачот на левичарското движење. Господин Адамовски, на социјалните мрежи се почесто може да се видат изјави на опозицијата дека опозицијата недоволно се грижи за уставобранителите. Како е еден од организаторите на протестите за заедничка Македонија, каков е вашиот став по оваа прашање? Сметам
Да не се лажеме се. Во тие луѓе што Не мислам дека до сега лажевте. не ве чув јон. Таму има луѓе кои треба да бидат казнети за насилство, за насилието кое што го предизвикале и за штетите, повредите и така натаму. Но има и луѓе кои се апсолутно невини. И целата таа лепенка на тероризам на тој настан не држи никаква вода. Судиката Кацарска е дури пример на Колумбија универзитет, или не сеќам на кој амерички универзитет, за лошо судење. Станува збор за еден голем конструкт, монструозен конструкт, каде што 200 години се доделени робија на луѓе, кои што покрај тоа што има таму личности кои треба да бидат казнети, не се толкава казна, затоа што, не знам, еве го да речеме тој дедото што е влеч Чекеринска за коса, 4 години си ги одлажа. Или колку беше со скратување. Меѓутоа има многу, повеќе милина се невини луѓе. Тоа се невини луѓе затворени да скапуваат. Разделени од нивните фамилии, разделени од нивните деца, и тоа се трагични судбини кои мора да се решат. Помошта која што е можна, е давана, дали во вид на адвокати, дали во вид на помош материјална. Голема помош има и од диаспората. Господин Боби од Канада е постојано загрижен за нив и организира фандрейзери за фамилиите. Меѓутоа, за разлика од Америка, каде што ветераните или па активистите кои биле неправедно осудени, затварани и така натаму, многу поголема поддршка им е потребна на тие луѓе и во овие моменти. Не на сите, меѓутоа на поголем дел да. И сега за крај ќе се вратиме пак на почетокот. Вие доста долго се занимавате со филм и анимација и сте автор на најпопуларната игра на цртана серија Еднооки. Дали сето ова што и се случи на Македонија, но и со сето она што и самите вие го претрпевте после влегувањето во Македонското собрание, ви дава нов мотив за нов почеток или сето тоа ви го урна вашиот морал за нови остварувања? Не. Мотив секогаш постои. Меѓутоа, можностите се во прашање во овој момент. Сите дејци кои што имаат, да речеме, десна идеологија се малку под блокирани. Така што не станува збор за мотив, идеи или па желба за работа, туку станува збор за можности. Ние немаме можности. Нас не осиромашија, нас не блокира, на секој начин студиото ми пропадна, така што тоа е резултатот на таа пауза што е стисна систем. Никој ќе да врати Господ, повторно ќе започнете со сигурност. Млади сте уште. Амин. Ви благодариме што одвоивте време, господине Дамовски, и бевте дел од Македонски корени. Верувам и нашите слушатели со задоволство ни слуша и се повеќето од нив веќе ја гледаат реалната слика што ја минува Македонија и секако поголема бројка на оние кои се препознаваат, ја препознаваат вистината и се сплотуваат кон оние што знаат што значи да се чува светото, да се чува татковината и дедовината, да се чува корените на нацијата, нација која треба во оваа тешко време да делува сплотено и да се спротиставува на ништењето на истата. Ние од се срце ви благодариме за се што образложивме. Нека живее духот на македонштината во вас. Имајте си убав остаток од викендот и на овој почеток од новата. Да ви посакаме многу здравје, многу среќа на секое поле, на вас и на вашата драга Ина и на цело ваше семејство. Пријатно до слушање и секако до видување во скоро. Ви благодарам многу на просторот и драго ми беше што го имавме овој разговор.
А ние пак на крај ќе ве поздравиме со една прекрасна песна Македонија на македонците. До слушање. Ви Пријатно. благодариме и вам, почитувани. Останете со нас и уживајте со остатокот содржини на македонски корени.